Добар, убав и среќен ден, почитувани гледачи! Ве поздравувам од комплексот Етно село Тимчевски заедно со нашата екипа од Вкусот на традицијата и Алфа телевизија. За денешниот ден, за предлог за вашиот ручек, имам една многу интересна тема. Например, верувам дека на секој од вас му се случило да го отвори ладилникот и да види: леле, ми останало едно стекче само, за кого попрво, така? Сум купила килограм колбаси, ми останал еден колбас од 100-150 грама. Или пак, сум купила сувомеснато, сме правеле сендвичи, 2-3 парчиња саламче или сланинка, останале, така? Или, ќе купиме една кеса макарони, или имаме врекичка јувки, што сме правеле, нели, во летото за да имаме зимата, и ни останале малку. Тука е уметноста на македонската жена да создаде еден ручек убав, богат, да собере се од фрижидерот што е останато. Значи, баш да го исчисти фрижидерот од сите остатоци, или како, например, исто, сирење во кантата, па ми останало малку, или трошките од сирење, едно вакво парче, едно такво, што не е за принесување, нели, во чинијата. Затоа и јас одлучив да соберам се и да ја направам оваа тава. Токму оваа тава е запечена јувка со месо. Со колбавче, со пилешко месо, со сиренце, значи запечена јувка. Под јувка што се подразбира? Значи не мора да е само месена домашна јувка. Може да биде тарана, може да бидат макарони, значи што имате, што ви останато. Ке ни треба 300 грама јувка или макарони несварени. И литар и половина врела вода што врие, во која што ќе додадам малку сол и ќе ги ставам да се подварат малку. Ете така, додека тие се варат, јас ќе ви кажам што друго ни е потребно. И тука ќе додадам малку масло. Околу 2-3 супени лажици. Значи, тука имам еден стек, само еден. Едно колбавче. 2 до 3 супени лажици путер, и ако ставам 3 супени лажици путер, ќе ставам 3 супени лажици брашно, половина литар млеко и околу 300 грама вода дополнително, или од ова што ќе остане од макароните, или ќе ставите свежа. Една главица кромит, ситно сечкана, 4-5 чешниња малку магданос, околу половина китка, мешан сув зеленчук, триена сол и бибер, масло по потреба и, како што ви кажам, вода за макароните или јувката или тараната да ги подзавриеме, и малку, едно 300 мл од после во тепсијата што ќе се стави. Сега, додека се варат макароните, јас ќе го направам следното. Ќе ги поместам на другата рингла, ете така. Тука ќе ставам масло. Масло се вкупно ќе ни треба околу 1,5 децилитар. Сега ќе го насечкам кромидот. Додека се загрее маслото, ќе го ставам пилешкото месо и кромидот. И колбасот. И навистина ми е интересна ова рецепта, затоа што кога имаме еден стек, нели, кој попрво да јаде. А вака ќе ни излезе еден убав ручек. Така,
Прво ќе го ставам мефцето да се прши. Ете така. И ќе има за сите помалку. Ќе се помеша со колбавче, со сиренце и веднаш и кромичето. Убаво да омекне кромидот, а после тој ќе си се крчка во тавата. Така. Значи ќе ви требаат активно 2 рингли, една за пржење, една за варење. Сега следува колбавчето. На тенки крупчиња, или ако е подебела, пресечете ја на половинки. Да го пробам. Ајде сега и колбавчето. Така. Повеќе даската нема да ми треба. Лукче ќе ставиме цели чешниња така. Не го сечкаме. Нека си се пржи ова. Да ги видам макароните. Уште малку и доволно ќе им биде. Ке чекаме да се испржи ова и тоа добро да се испржи. Таман колку што те треба. Мефцето да е добро испрженко. Сега промешувам. И таман си е. Уште 2-3 минутки додека ги извадам макароните. Да, толку време ќе ми треба. Еден убав, пријатен мирис. Тука ќе го ставам и лукчето, дел од лукчето, пола тука, а пола потоа во сосот. Затоа што ова е јувка во сос со мефце. Ете така. Сега ќе ги извадам макароните, значи не треба да бидат комплетно сварени, туку подварени. Така. Затоа што они ќе си крчкат после во рерната. И водата ќе ја сочува. Мислам дека ги уловив сите. Ете така. Аха, ево уште неколку. Одлично. Така. Сега и кромидот, колбавчето и месото ќе го ставам одозгора. И во истото тавче продолжува. Само прво пака да го
распределам подеднакво. И ако ви останат и малку кашкавал и некој парченце кашкавал и не го ставете го. Ете така, сиренце ќе ставам малку по тоа, пред да го ставам сосот. За сосот ќе ми треба путер, 2 лажички, така и малку масленце. Ете така да се стопи. Колку убави ќе бидат кремасти. Тука ќе го фрлам и лукчето. Неколку. Ево така. Така. И брашното. Две лажици. Така. Да се пропржи. Путер и лук. Уф. Тука ќе му ставам бибер. Така. И малку мешан сув зеленчук. Така. И мислам дека му е доволно. Сега ќе ставам млеко. Додека ова проврие, јас си ќе ставам малку сиренце. Нека има, нека биде богата тавата. Ете така. Ако немате остатоци од сирење, не мора да ставите. Така. Доволно е тоа. Значи, затоа и не ги кажуваме мерките колку сирење, него ви кажав се што ви остана, то соберете. Така. Сега може и макдоносот овде вака. Ова не се меша, знаете. Така. Сега само што ќе проврие сосот, ќе го ставам одозгора и ќе видам колку ќе биде потребно да ги залијам сите од состојки одозгора, за да може да се крчка. Еве го провре. Така, малку може и триена сол, нели вака? Ајде, така. Готово. Го налевам. Сето ова. Колку ќе биде ова добра. Така. Добро. Сега ќе треба, гледате, уште малку, уште еден прст од озгора ќе треба. Значи нема мешање. Така. Значи водата од макароните.
сега оди на печење во загреана ревна, прво покриена да биде тавата, на 250. Кога ќе почне да крчка, оставете ја на 200, па едно 45 минути, нека си искрчка. Во меѓувреме јас ќе ја поставам трпезата и ќе седнеме да ручаме сите заедно. Ова е предлог за вашиот ручек или вечера, или неделен, викенд ручек за вас. Ете, време е сега за овој прекрасен ручек, кора, јувка, макарончиња, тарана, што сакате. Оф. Ле. Ете така. Чади. Па си има баш толку колку што е доволно. А течност, сос, тоа е сос и ова е фантастично. Ајде сега да го пробаме. Према тоа што мириса, ми ветува дека ќе биде навистина превкусно. Леле, колку е добро. Леле, колку е добро. И лесно за јадење. Ова можете полна чинија да изедете. Значи, вас топло ви препорачувам со домашни јувки да го направите, доколку имате. Доколку немате, ви ке кажав сите овие пропратни работи. Значи, се има таков баланс. Едно колбавче си земам. На здравје нека не и вие, ако го направите, на здравје нека ви е и што и да имате на трпезата, на здравје нека ви е. Ова е здрава, убава храна. Но знаете што, како викаат, кога внимавате, нели, да јадете здрава храна, да има баланс во храната и така натаму. Но треба да внимавате не една работа. Нели, најчесто внимаваме што здраво јадеме. Но вие ќе го внимавате билансот и што вас ве јаде од внатре. Тогаш можеме да кажеме дека водиме здрав живот, а таа борба помеѓу тоа што јадем и тоа што не јаде, Господ на помош. Довидување до следната емисија Вкусот на традицијата.